Добар ден, почитувани гледачи. Денеска ќе зборуваме со двајца спортисти, мои гости, чиј спорт веќе последни неколку години како да е малку подзаборавен во нашата држава, а кој во изминатите години носел прегршт медали за нашата татковина. Попрецизно, станува збор за моите двајца денешни гости, борачите Ристо Дарлев и Зоран Шоров. Добар ден. Добар ден. Како патувавте? Одлично. Малку времето не се погоди. Добро беше. Вие двајцата заедно имате 7, уствари, поточно 5 олимпијади, имате околу 5-16 европски првенства, од кои Зоран има само 12, што е можда и меѓу рекордерите во светот, и имате околу, мислам, 7 светски првенства. Нели е тоа голема бројка на врвни надпреварувања турнирски, и нели кажува тоа дека се работи за едни исклучително долги кариери и успешни? Зоки, па како што кажавте, сакам да кажам дека борењето како спорт, како што кажа Злате, беше еден од најтрофејните. Мислам дека и ден денес е најтрофеен, ако луѓето во Македонија го заборавија, но како што кажа, толку светски, толку европски, толку олимпијади, тоа е макотрпно работење. Мислам дека секојдневно да работиш по 5-6 сати, тоа значи дека борачите биле најиздржливи. Мали, али издржливи. Се вложувало многу труд, со не многу вложување од државата. Меѓутоа, сите такмичени надпревари во изминатите години, еве правим исклучок последниве неколку години, вие од сите големи надпревари се враќавте борачите, не зборам само вие двајца. Тука ги ставам, значи, оние што понатаму најверојатно ќе ни бидат гости и оние можда кои нема да ни бидат гости, меѓутоа би требало да ги спомнеме Шабан Сиди, Шабан Трстина, Киро Ристов и така натаму, Чедо Николовски. Секогаш се враќавте со медали и знаевте да израдувате македонската јавност, спортска јавност. Ајде вака да почнеме од почетокот. Дарлев, ти потекнуваш од едно место во Македонија кое е познато по својот боречки или пеливански турнир, чија традиција е повеќе од 100 години, поточно од Костурино. Кажи ми, што те наведе да почнеш да се занимаваш со борењето? Дали тие таму турнири во твоето Костурино или нешто друго можда? Па ја, уште од мал, кога пораснав едно 5-6 години, има во селото тамо Петровден. И татко ми беше спортиста, он беше фудбалер. Меѓутоа, јас бев повеќе по борењето. Еден турнир имаше тамо и татко ми вика да излезам на борење. И јас излегов и тогаш ми тргна работата. И потоа кога дојдов во Скопје на... Тоа значи дека победи? Победив уште прва борба. И дојдов во Скопје одека на школу. Прв мој клуб беше Вардар. 2 недели беше Вардар. Меѓутоа, од некои објективни и субјективни причини, тренерот на Скопје беше поитар и така ме привлече во Скопје. Те грабнава? Мик. Те грабнава? Ме грабна, да, Ристо Таков ме грабна. Беше поитар. И од тогаш почнав, па тоа беше 69 година. Од 69 до 83 година, можам да кажам, без застој сум бил во репрезентација. Меѓутоа... Репрезентација на поранешната Југословенска репрезентација. Поранешна Југословенска репрезентација, така. Меѓутоа, потоа ми дојде заменикот Шоров и мораше да му го стапам место. Јас сакам едно прашање за Зоки пред да прашам како почна твојата кариера. Дарлев секдека кажува дека ти си му бил идол на некој начин, бејќи он е постар од тебе. Дали е тоа вистина? Па сигурно дека е вистина. Секаде јас кога излегол од вакви емисии кажувам дека мој идол беше Ристо Дарлев, бидејќи Ристо Дарлев беше човек кој беше еден одличен борач. Сите кога гледавме се водушуваме со неговите закоти кои издуваше, беше брз како молња, да кажам. Така да тоа беше дали природна дарба, дали со многу работа. Сепак тој беше еден атрактивен борач и сите му завидуваме и сакаме на еден начин да станеме исто како што е тој. Така, ајде кажи ми како почна твојата
кариера како борач? Па добро, јас потекнам од борачката школа на борачки клуб Балканец. Тоа е Штип? Од Штип, да. Тоа е инаку најуспешниот клуб во Македонија и прв клуб во Македонија кој што се основал во борењето. Голем любител на борењето беше мојот родител, мојот татко, кој постојано не тераше со брат ми да се бореме меѓу себе. Тоа беше значи околу 9-10 годишна возраст. Дури имаше случаи да ја скршиме и спалната меѓу себе кога се борев. Тоа ни беше судијата. Тој брат ми беше малку поголем од мене, меѓутоа малку бев инатлив. Тој беше добар борач. Исто така после беше и добар борач, меѓутоа се откажа многу рано. И така значи се боревме со брат ми, борачки клуб Балканец од Штип беше токму во нашето мало, салата кај што се бораа борачите и тренираа. Така да ние како деца од малото одевме во клубот и се боревме како една детска игра. Од страна на тренерите бев забележан дека имам некој талент и од страна на тренерот Благој Давидовски ме забележа на тренинг, на тренинг на така во таа игра и отиде кај мојот родител и му кажа дека има утре државно првенство во пионерска конкуренција во Скопје и го праша дали ќе може твојот син да дојде да се бори. И татко ми воодушевен беше во таа работа и среќен за тоа што неговиот син конечно ќе стане борач. И така јас отидов значи на пионерското првенство во Скопје, таму го освои првото место, тоа беше 71 година. И тогаш значи ми влезе она љубовта кон борењето. И од тоа тргна твојата кариера. Тргна таа кариера што до ден денеска ја трае. Добро. Дрлев, после Вардар, после МИК, Да. како се движеше твојата кариера? Па во МИК, после преориентиран во Скопје, Така. останав до 77 година. Од 77 се префали пак во Вардар. И во Вардар ја завршив кариера. Таму почнав. Која таму година? Завршив. Па 77 заминав во Вардар, 83-та, 82-та така беше. И заврши мојата кариера. Значи некој 5-16, па и повеќе години. Така. Зуки, ти како се движеше после? Цело време или остана во Балканец? Па да, јас од самиот почеток до самиот крај на мојата кариера, јас не отидов во ниту еден клуб и покрај тоа што имав добри понуди, јас сепак останав лојален на борачки клуб Балканец и до завршувањето на мојата кариера, значи јас останав во тој клуб и не жалам за тоа, бидејќи мојот клуб беше клуб што се највеќе тренираше и од овој клуб можеше највеќе да се постигне. Кажи ми, кои се најголемите резултати на твојот Балканец во клубска конкуренција надвор од Македонија? Вака се еден од резултатите што ги има постигнато борачки клуб Балканец, каде беше и мојот идол Ристо Дарлев како помош на борачки клуб Балканец, второто место на европското првенство на куп на европски шампиони, значи во екипна конкуренција, клубска. Која година? Тоа беше 73-та година, мислам Има дека. таму на сликата, може да е 73-та беше. 73-та година, каде што учествуваше значи и колегата таму има. Ристо Дарлев. Балканец големата слика. Појачување на борачки клуб Балканец, еве таа слика. Таа е на што викаме златна генерација на борачки клуб Балканец, каде што имаше едни одлични борачи и навистина таа остана до ден денеска да се зборува како генерација една од најуспешните. Кој е првиот тренер? Твој прв тренер? Прв тренер, значи јас бев забележан од Благој Давидовски, кој моментално сега живее во Словенија, а инаку највеќе што научи во борењето тоа е тренерот Киро Ристов, мојот исто така еден од идолите покрај Ристо Дарлев. Значи тој ми покажа највеќе во вештините на борењето и најголеми заслуги има тој што јас ги постигнав овие значајни спортски резултати. Да, и Киро Ристов беше еден од врвните борачи на поранешна Југославија, не само на Македонија, кој трагично го загуби својот живот, меѓутоа остави трага голема зад себе за и генерации после него да го споменуваат нормално во позитивна конотација. Дарлев, на колку олимпијади имаш учествувано точно? Па ја имам учествувано 72 година во Минхен, 76 имам во Монтреал и требаш да заминам имав олимписка норма исполнето во Минхен, меѓутоа од непознати причини не отпатував таму
Ја мислам дека таму можев и најмногу да постигнам, затоа што во Минхен бев 10-ти, во Монтреал бев 8-ми, кој што се вика за влак не испушти медалјата со Гркот. Водев 10-6, на 15 секунди пред крајот ја изгуби борбата. Така се задоволи со 8-то место. И во Москва, кај што требаше да дадам најмногу, мене ме избриша од список и не знам поради кои причини не отидов таму. И така останав само со 2 медали, меѓутоа после докажав и како селектор. Така, затоа малку покасно ќе зборуваме. Зоране, ти имаш 4 олимпијади. 3 Да. во ред. Кажи ми, кои се твоите најголеми достигнувања на олимпијадите? Па вака се рековте, јас имам учествувано на 3 олимписки игри. Првата олимпијада ми беше во 84 година во Лос Анџелес. Таму го постигнав и мојот најдобар резултат, освојувајќи го 6-то место. Втора олимпијада учество на олимписки игри е Сеул 88 и трета 92 година во Барселона. Тука да напоменам дека ние како Македонија за прв пат учествувавме на олимписки игри како последна екипа, како Македонија значи, и покрај тоа што учествувавме како независни спортисти, те сепак тоа беше екипа од Македонија и таа е во историјата прва екипа од Македонија што учествува на олимписки игри, меѓу кои јас бев тука учесник во таа екипа. Добро. Јас пред малку погрешив кога реков дека ти имаш 4 олимпијади, точно е дека ти имаш 3. Меѓутоа имаш, мислам, 4 светски првенства. Па да, имам светски првенства 4 пати учествувано и да кажам дека исто така имам еден од рекордерите на учество на европски првенства, тоа се, значи имам учествувано 12 пати. Од 82 година до 93 година, значи 12 пати имам учествувано во континуитет на европски првенства. Кажи ми ја прво вака резултатите на светските првенства. Најдобрите најдобар постигнувања. резултат на светско првенство е 6-то и 7-мо место и 8-мо место го освоив во категорија погорна од мојата, значи јас постојано се борев во категорија до 57 килограми, меѓутоа на светско првенство освоив 8-мо место, каде го победив и европскиот и светски шампион Полки од Источна Германија и тоа ми беше една од така подрагите победи во мојата кариера и покрај тоа што бев во категорија погоре, сепак успеав да го победам и да постигнем незначаен резултат. А на европските првенства? Па кои добро, се најголемите резултати? најголем резултат и мој најголем успех во мојата кариера е второто место на европското првенство во Велико Трново во 87 година. Таму, значи, со 4 победи успеав да се изборам пласмано во финалето и да се сретнам со најуспешниот спортист, односно борач на сите времиња во борењето, тоа е Сергеј Белоглазов. Тој во својата кариера нема изгубена борба, така да претходно имав слушано за тој борач, меѓутоа не до тогаш не бев во прилика да се борам со него и на крајот успеав, значи на 87 година на европското првенство да се борам со него и иако изгубив, сепак ми беше чест што во едно финале се борам со таков голем ас во борењето. Со најдобриот Во сите времења на борењето. Исто така имам освоено и трето место на европско првенство во Штутгарт во 1991 година. Исто така со 4 победи, на крајот го солував домашниот борач германецот Јирген Шајбе, кој беше претходната година исто така носител на европски медал. Успеав да го солудам пред своја публика и покрај тоа што публиката беше многу пучна, навиваше за знаеме какви се германците на навивање. Меѓутоа јас си во главата мислев дека тие навиваат за мене, па така ми дава и потик повише да давам се од себе и на крајот да го солудам и да го оставам трето место. И да кажам дека тој медал беше и последниот медал од борачите од македонската борачка школа што го освоиле на едно големо натпреварување. Значи 1991 година е последниот медал борач од македонската борачка школа што го освоил медалот на европски првенство. Значи импозантни. Да. Да речем резултати. Ристе, колку ти имаш помалку европски и нешто помалку светски? Мислам дека имаш 3 светски. Јас имам многу помалку. После ќе ја кажам јас причината. Ако е точна, ти ќе потврдиш. Да, имам уште 19 години кога бев настапив на светско првенство во Софија, 71 година. Таму го освоив 10-то место. И јас мислам дека бев многу задоволен затоа што на 19 години да бидеш бев 10-ти, кој што носе бот за репрезентацијата. Затоа што на светски првенство се ранџира од прво до 10-то, на европски од прво до 6-то. На светско првенство бев исто така во Минск, 75-та година. Таму почнав, како што кажа Зоран,
првиот ми беше иранскиот борач. Светски првак бил од Техеран 1974 година. Меѓутоа јас бех тогаш војски, не ги знаев кој и како се бореа. Сум го победил на туш. Вториот ми доаѓа ДДР, кој што беа класа борачи. Него го победив 14-10 го победив на појни. Меѓутоа, после од трето коло изгубив од некој анонимус и така се задоволив со 6-то место. И на светско првенство бев во Сан Диего, 79-та година. Тамо бев без пласман. Добро, а колку имаш европски за Европски тебе? првенство имам све ми се чини 4. Имам 1 четврто, 2 пети, 1 шесто. И едно имам без пласман. Добро, јас сега малку за гледачите да пообјаснам дека ти си малку, да кажеме, на некој начин и феномен, затоа што од својата 19-та година овдека на тие специјалистички лекарски прегледи не можеше да добиеш печат, што значи она способен за тренинг и надпревари, него мораше тој печат да обркаш во Белград и од Загреб, затоа што имаш некоја мана на срцето, да речеме, меѓутоа ти на своја рака и од преголема љубов кон борењето, сите тие години, значи 14-15 години, се надпреваруваше и постигнуваше врвни светски, европски резултати. Кажи ми, дали некојаш ти беше страв за себе? Па да ти кажам, Злате, јас кога одав на тренинг, мислев дека овој тренинг дали ќе го поменем или не, тоа само горниот знаеш. Ако идеше на надпревари, дали тоа што размислуваше? Уопште тогаш не размислува, веќе штом ќе стапнем на души готово. Се борев за репрезентација и све заборавав. Сакав само што подобро се представам и да донесам медалја или пласман добар, за да бидам... Па тие години немаше многу спортисти. Ние бевме борачите, имаше 2-3 од бојкари и буштор, кошарка, и тоа беше од Македонија. Владо Богоевски, Благоја Георгиевски. Георгиевски и Тасевски од бојка. Бокс АЦ беше од Македонија, имаше 5-6 спортисти. На една од фотографиите што ни ги донесовте, меѓутоа не можеме да покажеме, си ти како се бориш со Благоја Георгиевски. Благоја Георгиевски е многу покрупен, повисок од тебе и така натаму. Тоа дали е во Монтреал? Така, тоа во Монтреал. Кој победи, кажи ми? Па не решен или тој ме победи, не знам. Тој вика дека ме победил, а... Добро, Благоја го знаеме, значи Благоја е човек кој не признаа пораз. Да, да. Па и да изгубил, сигурно ќе вика дека победил. Да. Добро, малку. Таму се добро дружевме. Благоја, па беше таму и... Тоа и така треба. АЦ беше, покојниот Тиро, таа генерација беше... Зад вашите имиња има и втор дел од кариерата. Значи, завршувате со борење. Има уште. Има и медирански игри. Ајде кажете да слушаме. Медирански игри. Првите мои медирански игри беа 71 исто така во Измир. Така. Во Измир таму го освои второто место. Во Алжир 75-та трето место и во Сплит 79-та прво место. Значи иста олимпијада на 4 години се држат тие медирански игри од 25 држави, цел Медитеран таму. Така, на Медитеран државите кои... И тука се исполнуваа и олимписките норми. Поред тие медали, треба уште на 2-3 турнири да учествуваш. Ако земаш медалја кој што ги пропишуваш фила, може да учествуваш на олимпијада. Некако сега да идеме на олимпијада, таму имаш тогаш норми. Југославија беше со норми, како сега нема. Добро, и сега има во некој спорт. Има во... Добро. Скоро во нашите спортови исто така има. Вака, значи, додека... Значи, кога завршивте со оваа надпреварувачка кариера, по некој период, не многу долг, не ни многу краток, двајцата бевте селектори на македонската репрезентација на борење. Прво беше Ристо, после тоа го наследи Зоран. Ристе, колку време, од која до која година беше селектор? Па јас бев од 94-та, прво бев поставен на кадетите, Зоки беше на младинците, Шабан беше на сеньорите. Ги водев кадетите едно 4-5 години и тоа успешно.
кој што добро се представија со второ место на светот, па четврто место, 2/4 места мислам дека имаше во Чикаго. И големи пласмени, све беа шести, пети, тука беа. Кадетските конкуренции беа наши најдобри. Потоа Шабан замина, јас го заменив Шабан, Зоки што остана на младиниците, така беше. И од 98 година до 2002 ги водев сеньорите. Мислим и дека и тука имах успех, затоа што со Ибрахимов 99-та бев европски првак во Минск. На Олимпијадата во Сиднеј, како што знаете, бевме трети пласирани, прва медалја од Олимпијада за Македонија. А исто така и со Вранези има добри резултати постигнати со мене, четврто место во Будимпешта. Јас мислам дека успешно ја водев репрезентацијата и последно такмичење беше Европско првенство во Баку. Од таму се вратив со 1/4 и 1/5 место со тројца борачи. Мислам дека довербата што ми ја дадоа не разочарав. Меѓутоа, не знам од кои причини. Плановите на раководствата често пати се разликуваат од плановите на селекторите, на тренерите и така натаму. Се менја натаму. работите ми, кога дојдев од такмичењето, ми кажа, Дарлев, ти ќе бидеш тренер, тој ќе биде селектор, меѓутоа јас не бе согласен на тоа и го напушти борењето тогаш и не сум отишел воопшто на борење. За тоа малку покасно ќе проговориме исто така. Зоки, ти исто така беше селектор. Па да, после завршетокот на мојата кариера како борач, јас од 93 година станав тренер на младинската репрезентација и исто така може да се пофалам со добри резултати, бидејќи за времето додека бев тренер на репрезентацијата, јас бев и исто воедно и тренер на борачки клуб Балканец, од каде потекнуваа и борачите кои ги освоија медалите на големите надпреварување. Најзначаен медал, значи 98 година, го освои Маријан Умов на Европското првенство во Радовиш. Тој беше трет на Европското првенство, каде што јас му бев и клубски тренер и тренер на репрезентацијата. Исто така како голем резултат може да се каже и резултатот на Жарко Коцев, кој беше четврти на светското првенство во Нант во Франција и пето место на Европското првенство. Тука се исто така како тренер на репрезентацијата бев 98 година заедно со Маријан Умов, беше и Јонче Ивановски, кој го освои исто така третото место. И да кажам дека како тренер на борачки клуб Балканец го освоивме второто место во купот на европските шампиони, така да резултатот што беше таа стара генерација постигнат пред толку години, пред 73 година, јас исто тој резултат како шеф на stručni штаб го постигнав во 2000 година. Значи Балканец, мојот клуб, го освои второто место во купот на европски шампиони. Така да после завршетокот на како тренер на младинска репрезентација, 2006 година бев назначен за селектор на сениорската, односно на репрезентацијата. И тука можам да се пофалам дека имам и добри, исто така добри резултати. Најдобри резултат беше третото место на Мурат Рамазанов на Европското првенство во Софија. Третото место, значи, го освои бронзениот медал. И исто така, од нашите борачи, можам да кажам дека освоивме 2 медали во младинска конкуренција. Тоа се Дејан Богданов, кој се бореше во Угарија, кој што го освои третото место, и Дејан Митров, исто така беше трет на Европското првенство една година покасно во Белград. Тука, значи, за дека бев селектор за тие 2 години, имавме 3 медали од големи надпреварувања. Едно од сениорска и 2 од младинска конкуренција. Добро, молим те, морам да те прекинам. Јас веќе 15 минути ги слушам вашите достигнувања. Ви имате исклучително богата кариера и како надпреварувачи и како селектори. Каде ги чувате медалите и сите овие достигнувања? Имате ли посебни соби? Или у подрум негдека некој голем подрум? Многу имате освоено. За секоја пофалба е тоа. Сакам уште нешто да прашам. Вие сте двајцата професори по физичка култура. Зоран, ти работеше во Штип, Ристо, ти работиш во Скопје. Да ја прашам, иде ли, како иде тоа спорт и школа
затоа што и да спортуваш, а двајцата спортувавте до покасни години, да не речам позрели, завршивте и факултет. Може ли да се најде време? Се наоѓа, нели? Се наоѓа, апсолутно. Јас, како наставник во основно училиште Невна Ѓорѓева Дуња, ги поздравам сите колеги од таму и од Кирил Печиновиќ. Ланска година, како што порано беа мали олимписки игри, водев женска екипа ракомет и освоев второ место. Мислам дека ме бил и за ракомет. Ја не знам, вака гледајќите сем за пикер или крило, не верувам дека ќе биде многу за другите места, меѓутоа нека покаже времето. T-Mobile навива со вас и оваа сезона. Бидете заедно со фудбалските доживувања и најатрактивните голови од англиската Премиер лига. Астон Вила Вест Бромвич Албион во вестинското Бирмингамско дерби. Контрастни мотиви нуди 132-та пресметка. Вила со триумф се лансираат меѓу водечката тројка. Албион со победа ја напуштаат опасната зона прв пат по 2 месеца. И серијата од 8 надпревари без порази и традицијата ги фаворизира момците на Мартин Онил. Аутсайдерот ВБА се уште нема премиерлигашки триумф на Вила Парк, се радувал пред 30 години. Астон Вила Вест Бромвич Албион на 1 денеска од 13:45. Клуб Тропикана 100% овошје за 33 денари. Новогодишна акција само во маркетите на Хедис. Најнапредната 4x4 технологија во светот. Новиот Nissan X-Trail. Релито Аргентина Чиле, секој ден на А2. Dakar. T-Mobile навива со вас и оваа сезона. Бидете заедно со фудбалските доживувања и најатрактивните голови од англиската Премиер лига. Манчестер Юнайтед Челси во мега дербито на Олд Трафорд, актуелните шампиони вице-првакот втор пат меѓусебно оваа сезона. Мирољубиво на Стенфорд Бридж во првиот дуел. Сега црвените ѓаволи не сакаат да бидат поразени, лондонските сини не смеат да загубат, ако сакаат да останат рамноправни ривали за титулата. Во Премиер лигата домакинот на Олд Трафорд води со 5-4 во победи, последната гостите оствариле пред 4 години. Не пропуштајте ја војната на гигантите. Манчестер Юнайтед Челси на 1 внедела од 17 часот. Како се движи сега последниве години борењето во Штип? Ете во училиштата има ли нешто некој да работи со борење и така? Па добро, реков дека Балканец е клуб кој најќе работи, значи има една боречка школа која од најмалите возрасти па до сеньори постојано, значи континуирано работат и постигнуваат едни добри резултати. Балканец реков дека е мојот клуб, мојот матичен клуб кој целиот живот го посветив на тој клуб и мислам дека тој клуб е оној кој е идол на сите други клубови, бидејќи е најуспешен и со најќе титули во борењето. Што се однесува, значи, сакам да кажам малку за оно што малку треба да го напоменеме, дека Балканец тренира во иста сала веќе 40 години и воопште не се подобрили условите за работа. Значи, ако сакаме да имаме, значи, подобри резултати, ние треба да ги подобриме условите за... Дали таа сала, извини што те прекинувам, прости ми, дали таа сала е исклучиво за борење? Па да, или се користи во други цели? Па добро, таа сала се наоѓа во противпожарниот дом на Штип, така да исклучиво за борење, меѓутоа не е доволна за да се постигне и поголеми спортски резултати, бидејќи знаеме дека во светот каква технологија има, какви
услови за работа има. Ние значи останавме пред 40 години на исто ниво и не отидовме значи во условите за подобрување на условите за работа. Јас изминатото лето бев во Самоков, тоа е во соседна Република Бугарија, каде што се спремаше бугарската борачка репрезентација, заедно нели со селекторот и така натаму, за Олимписките игри во Пекинг. Они таму каде што се спремаа, јас одев често пати, не заради нив, меѓутоа таква беше работа. Значи имаат една голема физкултурна сала која е целата со душеци за борење, а веднаш до нејзе имаат теретана, имаат джакузи, значи се она што им е потребно. И баш прашував, кажуваат дека сите борачи тука веднаш околу самата сала, Самоков е некако некој регионален центар на Бугарија за борење, има две згради во кои живеат поранешните па и сегашните борачи на бугарската репрезентација. Ми кажуваат дека се е покриено, значи они тренираат, некои од тие постарите одат на работа, другите зградата им е тука, одмараат, ручаат, повторно се враќаат. Најверојатно затоа имаат у последниве години исто така добри резултати за разлика од нас. Злате, јас сум бил со нив на припреми со нашата репрезентација по 2 месеци. И ние, како што работиме овдека, импровизација. Кај нив нема тоа. Они си имат тренери специјално за техника, специјално за кондиција, специјален доктор за исхрана, имат масери. После секој тренинг, секој борач мора да помине на масажа. Значи имаат екипа на луѓе каде што секој е задолжен за еден одреден сегмент од спортот. Не, кај нас, јас сум бил тренер, Зоран бил тренер, одаме на припреми. Сам. Дарлев тренер, Дарлев доктор, Дарлев масер. Не може така спорт да се постигне. Ајде да се надеваме дека и за нашиот македонски спорт, зборувам севкупно, ќе дојдат подобри денови каде што раководствата на репрезентациите нема да ги сочинуваат 1, 2 или 3 луѓе, него дека тоа ќе биде тим, цел, екипа со сите потребни стручњаци за да се направат поголеми резултати. Ајде нешто уште да... Злате, само да те дополнам, тука ги гледам сега ракометарите. Синоќа ја гледав ракометната репрезентација на Белорусија, што играа со нас. Јас ги гледав таму колку се поредени нивниот стручен штаб. Имаше 6, 7, 8 таму построени. Кај нас го гледам само тренерот. Не знам дали во ракометот како е, дали имат масери, дали имат доктори. Да, Копјан, Григоров и физиотерапевт. Тоа не е оставено така случајност, ако ние ги победевме. Али таа е школа која што работи. Добро, кажете ми, нели ви се чини дека има застој некако в последниве 7, 8, 10 години во македонското борење? Во борењето јас, колку што знам, Зоки може да ме надополни дека кај нас борењето е веќе и ако не пропаднато на чисто, али 90% нема. Јас знам само клуб што работи, како што кажа Зоран, Балканец. Од Балканец друг клуб. Што треба да се направи за повторно борењето да стане еден од најтрофејните спортови во Македонија? Јас мислам дека реков дека пред се треба да се подобрат условите за работа и оние застарени сваќања дека треба да правиме само импровизации, значи се постигнат резултати само со работа, не со импровизации. Од страна на Македонскиот олимписки комитет јас да кажам дека имаше еден проект и за развој на борењето во рурални средини. Се потрошија голема сума на пари. Телот тренерите зема доста беа наградени за таа работа и на крајот не успеа, значи во ниту едно село да го развијат борењето. Што значи дека беа тамо да се сликаат и на крајот од таа работа беше промашена, како што каже колегата, и еден борач од тај проект не испадна. Тоа се гледа, јас бидејќи доскоро бев селектор на репрезентацијата, во тој проект само селекторот не беше вклучен, значи сите пет тренери беа вклучени, единствено не беше вклучен селектор Зоран Шоров. И на крајот, значи, се направи таа импровизација, се потрошија парите и од целата таа работа не испадна ништо. И потом може да се види дека ние како борачи, како борење до ланската година освојувавме медали во младинските, односно младите возрасти, како што се кадети, младинци, а да не зборуваме и сениори, исто така со
борачите кои доаѓаат од поранешниот Советски сојуз, значи постигува веќе, значи се губиме и во помладите категории. Ова година за прв пат ние освоивме по 100 години медал од кадетско европско првенство и од европско младинско првенство. Што значи дека во годините што минале некој правил само импровизација и не правил ништо да речеме да се подобри тие работи, да биде квалитет, да ја кажеме правата вистина кај луѓето. Добро, Зоки, ајде, извини, молим те што ќе те прекинам. Сакам нешто да прашам. Да не збориме за вакви значи проблематични работи, него малку да освртиме моветот и на оние попозитивните. Вашите тренинзи, уствари, дневниот ваш ангажман, додека бевте борачи, изнесол негдека помеѓу 4-6 сата. Па поготово во оние припремни периоди пред големите надпревари и така натаму. Разговараме што се однесува од тие силни патувања каде што студели, вие знаете, автобус, авион, на што ќе се помине, што ќе се види, сала и хотел. Значи, време за разгледување на околината, запознавање со градовите и така натаму, многу немало или воопшто немало. Меѓутоа, сигурно дека во сите тие припреми, надпревари и така натаму, од големи или помали светски европски надпревари или олимпијади, имало и комични ситуации. Дали можете да се сетите на некоја од било кое надпреварување? Некоја ситуација која ве натерала да се насмеете без разлика дали на вас ви се случила или на некој друг? Добро, јас се на случка би сакал да кажам на Олимпијата 88 година во Сеул. После освојањето на златните медали на Наим Сулейманоглу, тој е двигачот на тегови, тој освои 5 златни медали. И за чиста случај, значи јас личам на него и тој личи на мене. И луѓето кои кога ги освои медалите Сулейманоглу, почна, значи луѓето кога се шетав низ олимпиското село, почна да се доближуваат до мене да сликат. Да те приоѓа да сликаат. Да се сликат и јас се чудам што е таа работа. Јас не освоив некој медал и некој забележите резултат за да можат толку да бидам интересен за тие луѓе. Доваѓа, значи од сите страни на светот спортисти да сликат. Ја бев изненаден. Со мене беше и Чел Николовски, колегата мој. И тој се чуди што е работа сега, што доваѓаат кај тебе цело време да сликат. И ја нешто ми сумливо ми беше, ја не знаев што е таа работа, меѓутоа викам сигурно до некоја забуна и на начин сакав и да ја објаснам луѓето дека не сум тој што мислат тие. Меѓутоа без разлика добро, тие доваѓа се слика со мене, си направи некои фотографии. Значи беше звезда таму, да. Не сакајќи или не знаејќи? Звезда, да, и си слика луѓето и никому ништо и после разбрав дека тоа било Наим Сулейманоглу, носителот на 5 златни медали, кај покасно дојдоа, значи, председателот на Турција да го земат специјално со авионот од Сеул, за да го однесе во Турција и да прослават тие златни медали, меѓутоа и јас стана популарен, бидејќи се сликав на негова слава. Заради сличноста ваша. Да, слично само што се личеме, значи. Дарлев? Па јас да ви кажам, 75-та година идевме на Медитерански Алжир. Тогаш патувавме цела екипа, Југославија, цел авион, сите кошаркари, ракометари, цела комплетна екипа патуваме и стигнуваме до Алжир. И доле не време. Пилотот вика, дали рискирате да симнем или не? И сите без бол. И наеднаш може. Значи одлучивме што ќе биде, нека биде. И се спушта авионот. Исто така друга случка за Сиднеј на Банкок. Страф у коски. Доека не се спушти. Страф нема, страф. Сите екипа која патува нема. Тука е орлом без. Идеме за Сиднеј на Олимпијадата во Банкок. Све весело. Авионот се спушти, се дигна. Пак кружење, па се спушти, па се дигна. И сега ние не знаеме што работата. И изјавија тамо дека не се спушат тркалата. На стомак се спушти? На стомак, меѓутоа на третиот пат се спушти. Имав еден на Лјупчо Јанев, судија. Рече, Ристе, кај рече, нема ни гроб да има од нас ништо, кај ќе паднем овдека. Такви работи има многу, меѓутоа поминаа години. Така, меѓутоа и тие се составен дел од спортскиот живот, значи сите оние стравови, радости. Многу убави работи, има и многу тешки работи. Како врвен спортист треба многу да дадеш, па да... Али има и многу пријатни работи.
Сигурно сте горди што сте биле врвни спортисти. Да ве прашам, двајцата, вие сте двајцата во иста категорија се боревте. Кажете ми, дали гледате меѓу овие помладиве борачи некој ваш можен наследник? Па добро, има доста талентирани борачи, меѓутоа за жал ние сме добри до младинска конкуренција. Значи, веќе кога поминат границата во сениорска конкуренција, веќе тие стагнираат и веќе не што стагнираат, него се многу послаби од оно што се биле претходно. Јас ќе го кажам примерот со Дејан Митров, еден од најголемите таленти кај нас, освојач на бронзен медал од Европското првенство, меѓутоа после поминувањето на возраст, значи сениори, тој веќе се губи, односно тие борачи што претходно ги тепал, тој почна да губи, што значи дека другите земји подобро работат од нас. И Јас би сакал да се надополнам на оваа твоја констатација, затоа што тоа не е само случај во борењето, тоа е во многу спортови. Дефинитивно нашата земја, значи Македонија е талентирана земја за многу спортови. И нашите спортисти во помлади категории на надпреварите кои водат надвор од Македонија многу често се наврвотили при самиот врв. Меѓутоа, кога ќе дојдеме во една сениорска конкуренција, тие резултати се несоодветни на оние што биле во тие помлади категории. Мислам дека некој треба озбилно да се позабави со тој проблем, затоа што е малку нелогично да си многу талентиран, а да не можеш да стигнеш на врвот, а некој што бил многу помалку талентиран, значи, дали е работата во прашање, условите и така натаму, стигнал до врвните резултати. Меѓутоа, како е, така е, да се трудиме, уствари, поточно, да се надеваме дека еден ден ќе ги осознаеме сите тие работи, ќе почнеме да работиме онака како што ќе можеме да бидеме присутни во врвот на светскиот спорт. Јас би се заблагодарил за учеството во нашата денешна емисија. Би посакал да имаме ваши наследници во некое многу блиско идно време, затоа што во секој случај борењето е еден од најтрофејните спортови на Македонија по последниве 50 на години. Уште еднаш ви благодарам што бевте гости во мојата емисија. Да се видиме на убави надпревари со ваши следни наследници. Благодариме, Злате. Почитувани гледачи, тоа беа моите денешни гости. Нашите олимпици, нашите светски надпреварувачи, европски, медитерански, така натаму, луѓе кои имаат прегршт медали, почитуваните Ристо Дарлев и Зоран Шоров.